Добро утро од прекрасниот простор во центарот на градот, поточно од прекрасниот уникатен и автентичен објект на Даот Пашиниот тамам. Точно ќе разговарам со доктор Ана Франковска, виш кустос во оваа улога куратор на Венециско биенале 2024. Ана, ние некако ве следиме како утринска програма, веќе со подготовките и докаде е процесот на подготовките за биеналето во Венеција? Па веќе сме во така доста интензивна фаза на финиширање на делото, со голем број на експериментирање и испробувања, со адаптации во однос на просторните капацитети, бидејќи таму ќе треба да се изгради еден градежен објект внатре во самиот објект каде што ќе биде представен нашиот павилјон, така да тука сега ги правиме пробните макети со мерење на сите растојанија, со дистанции, техника која што треба да се приклучи. Така да чинам дека сме во една, да не речам завршна фаза, бидејќи тоа завршна фаза може да трае и долго. Меѓутоа, еве, речиси уште еден месец не чека патот нели натака, а пред тоа делото треба да се испрати, треба да се подготват сите пропагандни материјали, каталози, реклами. Почнавме и со меѓународна промоција на проектот за да добие поголема видливост, така да чинам дека динамиката оди според предвидениот план. Носител на проектот е Националната галерија на Македонија, меѓутоа, ајде авторите и точната тема на она што се представуваме сепак за оние граѓани, за јавноста. Кој што не е така. Значи, носител на нашето представување е Националната галерија, комесар е директорката на Националната галерија, доктор Дита Старова Ќерими, уметник е Славица Јанешлиева, а проектот е насловен Интерспем ет Метум, или помеѓу стравот и надежта, и генерално насловот на биеналето е Странци на секаде, а проектот на Славица Јанешлиева го третира овој генерален тематикон од различни перспективи, за тоа дека всушност сами странецот е пред се во нас самите. Од тука се обидува да влезе во различни нивоа на третирање на проблемот на странецот, за тоа колку сами си се стигматизираме, но од друга страна и колку може таквиот начин на страф и на повлекување да представува некогаш и бенефит во однос на надминување на границите и очекувањата за сопствените можности, нели, и постигнување на поголеми квалитети во дадена средина каде што се чувствуваме странец со цел да се докажеме. Од тука чинам дека ќе биде доста интересен, доста прифатлив, бидејќи го соочува самиот посетител на павилјонот со самиот себе си и со сопствените стравови и надежи, се разбира. Навистина интересна тема, како велиме, генерална, меѓутоа и во еден глобален проблем што го има светот. Интересна тема, можам да кажам, и за нашата држава. Првото одење, кога одите за Венеција? Сега одиме на 11 април, тогаш веќе значи почнуваме и со подготовка на архитектонскиот дел. На 18 април е отварањето на нашиот павилјон, веќе закажано. Така да имавме среќа што веќе работиме во добро познат простор, што е предност, бидејќи на истото место веќе четврти пат Македонија го има својот павилјон, 3 пати со своите ликовни представувања и еднаш со своето архитектонско представување. Така да, кога веќе архитектурата и просторот е познат, работите се малку поинакви. Ке го искористам, доктор Ана Франковска, вашето присуство, учество во утринската програма. 3 објекти, ајде барем за пролета, 3 објекти сакам да кажам, ние сме сега пред Даот Пашиниот тамам, мала станица и во Чиф тамам, што предстои, што можеме некако да најавиме барем неколку што се позначајни за јавноста? Па до крајот на месецот би ги поканила сите посетители кои не успеа да ги видат нашите тековни изложби кои беа поставени во месец декември, да дојдат и да ги видат. Во Даот Пашиниот тамам е се уште ретроспективата на Ристо Калчевски, а во мала станица се наоѓа една прекрасна изложба која што третира дела од темата фауна, од колекцијата на Националната галерија на Македонија, работена во соработка со професор доктор Ивица Джепаровски. Во објектот Чифте Амам, чинам дека утре се отвара вонпрограмска изложба, активност врзана со салонот на ДЛУМ, на Друштвото на ликовни уметници на Македонија.
додека од нашите официјални соработки во март веќе почнуваме со соработка со 3 амбасади од Македонија. Едната изложба поврзана со Денот на жената, во соработка со Австриската амбасада. Втората ќе биде представување на една многу забавна, чинам за сите генерации изложба, а таа изложба поврзана со Пинокио, со приказната за Пинокио, со куклата за Пинокио, со историјата позади Пинокио, така да мислам дека ќе биде доста провокативна и за малите посетители и за повозрастните, да се вратиме нели на старите добри времиња и на оние вредности кои се уште се многу актуелни и секогаш ќе бидат актуелни, нели? И третата е во соработка со француската амбасада, тоа е еден серијал кој што го работиме веќе трет пат, Париски рефлексии, со дела кои што од нашата колекција на македонски автори кои што биле повлијани од Париската школа. Тоа е март како ни почнува. Во текот на годината, оваа година имаме доста ретроспективни изложби. Имаме ретроспективна изложба на Масин, имаме ретроспективна изложба на Ристо Лозановски, на Стефан Маневски, јубилејна изложба на Тома Владимирски, на Ибрахим Беди, на Златко Трајковски Хинки, така да чинам дека имаме доста богата програма со која што ќе ги задоволиме вкусовите на еминентни имиња. На сите љубители на културата и уметноста. Сосема на крај, неодамна станавте председателка на една меѓународна асоциација критичари на како беше на Тоа е АјКА, да. Значи станав председател на македонската секција на меѓународно здружение на ликовни критичари. Станува збор за здружение кое што ги групира на некој начин сите оние историчари на уметност, критичари, теоретичари кои што се занимаваат со модерната и со современата уметност. Кај нас ова здружение е оформено 93-та година, прв председател бил Борис Трајковски и навистина ми представува задоволство што бев избрана за председател на ова здружение, иако многу често во последните години, некако десетина години, говориме дали критиката е се уште жива и што треба да направиме, нели, за да ја разживееме. Дали е жива, дали е дозволена? Апсолутно, значи за тоа и се бори, нели, ова здружение за слобода на говор, за ослободување од цензури, за слобода на искажување на своето мислење и за професионалност, а не сите да бидеме нели критичари како што станавме. Ана Франковска, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма, се гледаме во следна прилика. Благодарам на интересот во секое време.